Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова со вас во 3 минути од 11 до 12 часот на брановите на Радио Слободна Македонија. Пратениците 2 дена на Собраниска комисија расправаат за извештајот на специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева, иако присутна во салата, многумина обвинија дека наместо да одговара дава политички фрази и политички одговори. Една од најактивните пратенички во дискусијата за работата на специјалното јавно обвинителство, независниот пратеник Соза Грчева, денеска со мене во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре дојдовте, господјо Грчева. Добре ве најдов. Пред да започнеме со она што беа одговорите во изминатите 2 дена и кои ќе бидат прашањата во продолжението на дискусијата, би сакала да потсетиме на вашиот став за изборот на Катица Јанева од септември 2015. Да го слушнеме. Сите низ дебатните емисии кажуваат да, Македонија има многу способни луѓе, можат да одговарат на оваа функција. Тоа е господјата Катица Јанева, ве молам, каде се незините достигнувања, не можам да ги видам. За секој човек, барем со овој интернет, што е лош или добар, сеедно, можете да ги видите референците. За овој човек, јас извинувам, референци не можам да видам. Би сакала да знам, во тој исклучително нетранспарентен процес, кој се бил во игра, кој се бил отфрлен и зошто бил отфрлен, зошто бил неприфатлив. А сега, ваква една личност е прифатлива за сите. Вие сте пресрекни. До толку сте пресрекни што не знаете 5 збора ни од едниот табор, ни од другиот табор да кажете за оваа господја. Замајувањето продолжува, циркусот продолжува. Пазете, со секој чекор се подлабоко и подлабоко се влегува во, по мене, не во разрешницата на кризата, туку можна и продлабочување на кризата со вакво едно несериозно однесување. Но знаете, оние желби што ги слушам и по телевизии, да биде храбра и да биде безкомпромисна и да ја служи среќа. Тоа е како мене за пилот некој да ме предложи, па сега да бидам храбра и среќна, а не знам да возам авион. Така да, ако некој не се бавел со организиран криминал и единствената референца му е посетуван курс, а посетуван курс не ве прави експерт во областа, да се разбереме, тогаш јас немам очекување од таков човек. Господи Грчева, покажа ли храброст, безкомпромисност, среќа и професионалност Катица Јанева во изминатата година? Знаете, за жал, така и го завршив овој говор од каде што извлековте инсерт минатата година на таа една наша седница каде што гласавме и за законот за специјално јавно обвинителство и за господјата Катица Јанева, за која што јас не гласав. За жал, јас си дадов тога шанса, така го завршив овој говор и реков да се надевам дека го имаме женскиот фалконе конечно во Македонија и да му дадеме шанса. Измина една година, а за жал се потврди мојот став и моето мислење. Сметам дека јавното обвинителство, кое треба да гони сериозен организиран криминал, кој што исто така треба да даде одговор од каде протекоа овие снимки, како се разруши безбедносниот систем на Македонија, како стигнаа во одредени раце овие снимки, како почнаа да бидат и препродавани, слушаме, луѓе се рекетирани и така натаму, значи една бура на политичката сцена. Слушнавме и за тендери, провизии и така натаму, значи големи очекувања се имаше пред специјалното јавно обвинителство. За жал, оваа фигура, оваа личност, Катица Јанева, мислам дека не одговори на оваа сериозна задача, пак ќе повторам, за жал. 2 дена Катица Јанева седеше во собраниските клупи и одговараше на прашањата кои беа поставувани главно од вас, независните пратеници и ВМРО ДПМН. Видовме дека СДСМ немаше многу прашања да ја постави на специјалната јавна обвинителка. Добивавте ли одговори на она што беа ваши грижи, прашања, дилеми? Па знаете, ако ги погледате медиумите блиски до опозицијата, ќе видите дека таа жестоко одговарала, не баре била исправена таму пред волци. Јас така и го почнав говорот. Значи, таа е обврзана, според законот, на 6 месеци да испоставува извештај за сработеното пред собранието кое што е избрало конечно.
Тоа е законодавната власт во Република Македонија и таа мора да го цени тоа и да го почитува. Значи, таа ни одговара нам, не ние нејзе. Имаше некакви замајувања од типот дека жестоко одговарала, дека била, не знам, им одговарала на пратениците, веднаш далеко од тоа. Значи, атмосферата не беше таква по собранието. Таа првиот ден воопшто и не одговараше веднаш после поставените прашања, туку чекаше некаде кон крајот на денот да почне да одговара. Мене тоа ми даде сомнеш, следејќи ја колку внимателно под наводници ги слуша прашањата, дека тие и се испорачуваат на некаков начин. Беше една невкусна атмосфера, каде што дури и суфлира од задните клупи, што да одговори, како да се однесува, покажа, демонстрираше една крајна инфериорност, што навистина ме загрижи. Навистина, така и реков. Така е кога незнаењето царува во Македонија. До каде ќе одиме, до кое дно? Зарем од толку правници, од толку обвинители, ја најдоа Катица Јанева. Но, од друга страна, да не заборавиме дека Катица Јанева е производ политички пред се, на четворица лидери, а нивото на лидерите, па и на оние, да речам, врхушки кои што се околу нив, го гледаме катадневно. Ова ми дава сомневање, со право, мислам дека се сомневам, дека таквата инфериорност на Катица Јанева им одговара на сите чинители во пржинскиот процес. Но, за жал, не му одговара на народот кој што ги врза своите очекувања со специјалното јавно обвинителство. Меѓу оние реплики кои можев да ги слушнам во текот на вчерашниот ден, можеби најшокантно беше повторувањето на ставот на Катица Јанева дека вие сте нелегитимни како пратеници, иако произлегува како производ, како што рековте, на договор на политичките партии и гласањето во парламентот кое беше речиси консензуално. И втора, она суптилна закана до пратеникот на ВМРО ДПМН дека го слуша секој ден во прислушуваните разговори, го знае неговиот капацитет. Па веројатно беше избрифирана да веднаш штом влезе во салата, прво не заплаши дека зад неа стои Никола Груевски, не ви се плашам, не баре таму сме ние уплашени, јас лично сум барал оставки од еден куп министри во владата, па не сум се плашела и кога сум била таму една од 3 опозиционерки. Значи, тој збор, ако го анализирате, не ви се плашам, тоа значи дека стои страв за тоа. Тоа значи баш обратното. Никој не потенцира, не ви се плаша. И кои сме ние? Ние не сме конфронтирана страна со Катица Јанева. Таја едноставно одговара преку нас на граѓаните на Република Македонија. Не би требало да се плаши. Второ, видовме дека таа воопшто не се плашеше кога по нејзино кажување сама се предложи за специјален јавен обвинител. Мене ме чудат од каде сега и трема се појави на нејзините интервјуа. Знаете, треба огромна храброст во една патриархална Македонија да бидете независен обвинител, како што треба да бидете. Еве гледате, и независен пратеник е многу потешко да биде од што зависен пратеник. Значи, таа покажала некоја храброст и огромна храброст, немајки никакво искуство во организираниот криминал, да се зафатите со такви тешки предмети. Значи, таа покажала храброст. Од каде сега става еден одбранбен зид према собранието, велејќи дека не ви се плашам, што само по себе е и вулгарно како реченица. Потоа не го образложи воопшто извештајот, туку ни нареди што ние сега треба да изгласаме. Кажа благодарам и ја напушти салата. Неколку луѓе исто така напуштивме салата, бидејќи нема што таму да бараме без Катица Јанева. Некој веројатно ја посоветува дека ова лоша работа и ја вратија назад. Се врати назад и како што почна целата дебата, мислам дека имаше тука режија од двата блока, да таа не почне со одговори, бидејќи цел ден, како што следевте, одеа процедурални говори на координаторите. Мислам дека на некој начин сакаат да заштитат нејзината немок да ги даде вистинските одговори на вистинските прашања.
Можно ли е собранието да ги поддржи барањата на Катица Јанева и како што дадовте една правна дијагноза дека се работи нели за лица кои што досега работело на бракоразводни парници, да добие сега еден неограничен мандат и на неограничено време да располага со прислушуваните разговори за кои што потоа ќе вели јас ве слушав вас и слушав некои други лица? Па многу работи испадна можни во собранието. Испадна можно дека медиумите треба да се контролираат со адхок тело. Партиско адхок тело, а цело време зборуваме за департизација и независност на медиуми. Значи сега во новините, во медиумите, ја можам да видам само што рекол ист број на реченици Сугаревски и ист број на реченици Илија Димовски. Веќе другите пратеници не постојат. Значи до таму оди оваа карикатура наша. Кога такво нешто изгласавме, кога си изгласавме ист избирачки список практично преку избирачкиот законник, се е можно. Ако е тоа дел на некој договор, како што ни долетува парчиња од тој пржински договор, ја верувам дека со таква леснотија повторно ќе видиме зелени копчиња на екраните. Го споминавте избирачкиот список во 2014 кога Социјалдемократскиот сојуз ги загуби парламентарните избори, се одлучија на еден чекор, радикален бойкот на парламентот, на кој вие се спротиставивте и останавте како независен пратеник во собранието. Тогаш СДСМ тврдеше дека не се работи за пораст на изборите, туку за избор на измама, благодарение на над 200.000 фантомски гласачи кои постојат во избирачкиот список. Сега имаме една идентична листа на гласачи со кои што треба да одиме на избори на 11 декември. Што се случи за 2,5 години? Навистина не можам да разберам како тоа го направи сега Социјалдемократскиот сојуз да си ги погази сите оние зборови со кои што ја бранеше својата постапка да не влезат во собрание да ги бойкотираат изборите. И јас знам за изборни нерегуларности, тоа го знаеме сите. Знаеме за граѓаните од Пустец во општина Центар, знаеме за икс нерегуларности, дури јас се сомневав и во некои дупли лични карти, бидејќи лично на терен во кампањата сретнав такви луѓе за кои што јас имав сомнение, докази се разбира немав. Да после се направите едно вакво, како да кажам, салто мортале, не ми е јасно, навистина. Со ова си ги признаа сите избори наназад, но уште пострашно си ги признаа и однапред изборите во 2016 година. Сега веќе нема да има отстапки, сега веќе нема да можат да речат овие избори нема да ги признаеме, има изборен фалсификат. Значи подпишаа идентичен избирачки список. И ќе му должат, ако не на сите граѓани, на нивното членство ќе му должат одговор на 12 декември зошто тоа го сторија. Многумина се прашуваат, изборите закажани за 24 април беа пролонгирани, изборите закажани за 5 јуни беа пролонгирани. Сега велиме, окей, подготвени сме за избори на 11 декември, а буквално ништо не е поразлично од 24 април до сега, нема ни да се промени до 11 декември. Видовме ист избирачки список, се воведе, како што кажавте, една карикатура од тело кое што треба да врши некаков надзор над медиумите. Медиумите ги почитуваат правилата кои што им се поставени, со исклучоци, бидејќи се работи сепак за една не целосно јасна методологија, меѓутоа ситуацијата е статус кво. Оно што сме го имале во 2014 оваа пролет, па и сега во декември. Многумина се прашуваат како СДСМ планира да направи поинаков изборен резултат во декември. Може ли она најава за една политика на приближување кон албанскиот електорат да биде пресвртот на кој се надева Заев? И со кој оди во оваа битка во декември, која за многумина однапред изгледа загубена, но имајќи во предвид дека лидерот на СДСМ дава ветување кои што се порадикални од ветувањата кои ги пласираат ДУ и ДПА пред албанскиот електорат, може ли ветувањето за двојазичност да направи некаков пресврт? Прво мислам дека она флоскула што сите некако ја усвоја дека изборите ќе бидат разрешница на оваа политичка криза, јас во тоа воопшто не верувам. Дури да се смени власт, начинот на владењето, принципите, процесите нема да се променат. За жал, Социјалдемократскиот сојуз, само за него можам да зборувам, бидејќи никој друг од опозиција не беше вклучен во овој преговарачки процес,
не демонстрираше дека поинаку ќе владе. Понашто го гледам во собранието. Се работи само за рециклирање на популизам. Тоа нам не ни треба. Од тоа сакаме да избегаме. Значи, не можете вие 3 дена да зборувате дека имаме огромна администрација, со огромна напумпана бројка да работите, и третиот ден на говорница да излезете, но никој нема влакно да му фали и нема да биде отстранет од работа. Се, или ќе бидете различен, или ќе бидете автентичен, или ќе тврдите дека буџетот го изеде оваа јавна администрација, па ќе му кажете на народот што може да очекува, се разбира, ќе дадете и програма како да се заштитат луѓето, но секако да ја редуцирате и така натаму и така натаму. Или за екстерното тестирање, ист популизам. Овие го вовеле еден лош концепт, овие велат ние само ќе го укинеме, не дават нов концепт. Значи, освен рециклажа на едни лоши по мене политики, друго јас не видов од Социјалдемократскиот сојуз. Паралелно со таа сцена во собранието, на која што сум јас сведок, се одвива и некаква друга политичка игра, очигледно. И верувајте мене, иако имаше разговори за тоа уште 2015 година, добро се сеќавам на некои медиуми, мене ми дојде како гром од ведро небо, да не кажам, како оној скопски земјотрес кој што го доживеавме некни. Изјавата на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз дека нема никаков проблем да се воведе двојазичност во цела Македонија. Да се редефинира уставот, да се отвара Охридскиот договор, кој што е фактички преточен во устав. Тоа е една опасна теза. Очигледно тој не крие дека игра на албанското гласачко тело, значи ние тука не шпекулираме, ги цитираме неговите зборови. Јас немам ништо против да во секоја партија имаме луѓе од секаков етникум, тоа не е ништо спорно. Меѓутоа, онаа трговија со толкав голем број на гласачи, 50.000 мислам беа споменати, таа веќе ќе донесе до некои драматични промени во изгледот и во структурата на нашето општество. Тоа се плашам, навистина се плашам. Велите дали ќе донесе толкав број на гласачи, сепак не верувам. Сепак не верувам дека тоа ќе дојде, бидејќи тоа би било погубно за Република Македонија, не само бројот на гласачи, туку концесиите на кои што гледам дека е спремен Социјалдемократскиот сојуз. А токму тоа е загрижувачки момент. Каква е цената за едно такво? Знаете, никогаш не сум, некако сум далеко од тие теории на заговор, кои што ги слушавме, дека постои еден мастер план, дека ние сме само сведоци и го изодуваме тој пат кон финишот на тој мастер план, нели, кој што би требал да води кон промена на име и така натаму. Јас полно пати спорев со луѓе кои што ми презентирале таков мастер план, но сега ова прашање го спетам за прашање од $1.000.000. Веќе не знам на вистина што се случува. Се надевам дека граѓаните нема да дозволат никако. Тука во граѓаните ги сметам и она тврдо тело на Социјалдемократскиот сојуз, дека нема да дозволи да се поигрува со државата на ваков еден начин. Господје Грчева, за крај, ќе бидете ли повторно на некаква листа на изборите во декември, бидејќи му дадовте еден посебен шарм на парламентот во последните 2,5 години, бевте еден од најактивните пратеници, дури и кога Социјалдемократскиот сојуз како главна носечка опозицијска партија се врати, сепак најсилните критики можевме да ги слушнеме од вас, па еве сега во дискусијата за специјалното јавно обвинителство повторно најсилните аргументи дојдоа од независните пратеници. Ке имаме ли привилегија и во новиот парламент имаме пратеници вака? Знаете, имам понуди од повеќе места. Значи имам повеќе опции. Знаете дека се формира и трет блок, и вонпарламентарни партии, и парламентарни партии, но некако ја би сакала да останам конзистентна сама со себе и би сакала да имам привилегијата на независен пратеник. Дефинитивно мислам дека моето подредување под нечи диктат нема да биде продуктивно.
нити за граѓаните, нити за мене. Да оставиме да видиме, и јас треба да размислам точно како ќе се позиционирам, во колку имам црсти гаранции за моја независност, секако би сакал и јас да продолжам со работа. Господја Сулза Грчева, ви благодарам за ова интервју во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и вам. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во првиот дел од Пулт на Радио Слободна Македонија имавте можност да го слушнете мојот разговор со независниот пратеник Сулза Грчева, која беше една од најактивните во изминатите 2 дена при разгледувањето на извештајот на специјалното јавно обвинителство, пати едни од најдиректните прашања до специјалната јавна обвинителка, иако за жал во изминатите 2 дена изостануваа конкретни одговори базирани на факти, на аргументи и пред се на правото и на законот по кој треба да работи специјалното јавно обвинителство. Денеска во 13 часот продолжува Собраниската комисија, на која се очекува повторно да присуствува специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. До крајот на денот треба да се исцрпат сите пријавени за збор, односно да бидат поставени сите прашања за незиното работење, бидејќи веќе од утре треба да се разгледува извештајот за работењето на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски за неговото работење во 2015 година. Би сакала во овој втор дел од Пулт да ги слушнаме вчерашните дискусии, да видиме каков тип на одговори даваше специјалната јавна обвинителка на прашањата кои беа поставувани од претениците. Колкав е вашиот личен капацитет да водите една вака сериозна институција? Дали вие како обвинител во Гевгелија сте воделе и колку на број случаи каде што кривичните дела или санкциите надминуваат 5 години затвор? Дали сте воделе случаи од тежок организиран криминал, колку и со кој успех биле завршени пред судовите? Концентрирано го слушав господинот Милошевски, бидејќи го слушам и во незаконски прибавените разговори и го знам многу убаво неговиот личен капацитет, а за мојот личен капацитет шеф ми беше обвинителот Марко, па нека каже он. Видовме вчера дека на ниедно прашање не можете веднаш да одговорите, чекавте по телефон, веројатно некој да ви ги испрати. Одговорите, а суфлерите позади веќе беа снимени од камерите. Вие, кога зборуваше колегата Рафи Салити, не ги имавте ставено ни слушалките? Дали разбирате албански? Опозицијата, што Божев водеше жестока битка за некакви демократски принципи и ишчекор, си го потпиша потполно истиот избирачки список, со кој што и вам, и покрај тие индиции со кои што располагате, ви докажа дека сите избори фактички биле легитимни. Точка. Толку е. Затоа сте вие денес, а не бевте на предходно да ни го изложите извештаја. Не можам да замислам дека во 21. век, во една модерна Македонија, каква што сакам да ја видам, некој што работел само на бракоразводни парници, на фалсификувани патни исправи, може да се зафати со организиран криминал. Претениците имаа сериозни забелешки и поради недостатокот на информации за финансиското работење на специјалното јавно обвинителство, кое има годишен буџет од 4 милиони евра. Во финансискиот извештај за второто полугодие од работењето на специјалното јавно обвинителство, финансиското работење беше образложено на помалку од една страна. Еве како на тоа одговори Катица Јанева. За финансискиот извештај ви кажувам, можете да прашувате колку сакате, повеќе информации нема да ви дадам. Јавното обвинителство за кое што денес ќе разговараме мора да достави прецизен финансиски извештај, а не да ни биде каже дека колку и да барате нема да ви достави. И второ, треба да укажете дека законот за кривична постапка е системски закон. А јавниот обвинител кој што е овде присутен денес има обврска да работи по законот за кривична постапка. Вчера лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски го коментираше извештајот и досегашното работење на специјалното јавно обвинителство. Тој даде кус коментар дека е разочаран од непрофесионалноста и пристрасноста која е демонстрирана. Еве неговата изјава. Отчетот на специјалната јавна обвинителка, како ја оценувате работата на оваа институција, неодамна покренаите обвиненија? Далеку од нашите очекувања
во однос на професионалноста, непристрасноста и во однос на објективноста. Како што кажав на самиот почеток, и денеска продолжува разгледувањето на извештајот за второто полугодие од работата на специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева испорача барање до претениците да ја дадат неограничен мандат, неограничени овластувања за постапување, додека пак таа најде на жестоки критики од независните претеници од претениците на ВМРО ДПМН за пристрасноста и непрофесионалноста и нетранспарентноста која што беше демонстрирана во изминатиот период. Овде го заклучувам ова денешно издание на на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте со оваа радио програма. Ве поканувам да останете понатаму на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Слави Царсова, уредник и водител на емисијата Под во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Слави Царсова.